Добро утро и добре дојдовте во Македонија денес. Точно е 8 часот, време да започнеме нашата денешна заедничка дружба која што ќе трае се до 11 часот. Одлично време, одлични временски услови уште рано наутро, високи температури во главниот град, верувам дека така времето е убаво и низ целата територија на Македонија и дека сите подеднакво сте добро расположени. Сето тоа влијае нормално на нашето расположение, но кај нас во студиото без оглед на сет е секогаш така. И добро расположение, и позитивна атмосфера, и интересни гости и соговорници кои што секогаш на наше чест и задоволство со леснотија ја прифаќаат секоја покана да бидат дел од нашата емисија, се со цел секако да испратиме корисни совети до вас, да ве информираме за се она што е актуелно во земјата и секако што се случува во градовите низ целата наша територија на Македонија, па да бидете можеби информирани за нешто што во ваша близина ќе се случува, да можете и вие да бидете дел од настаните. Сигурно сум дека редовно ја следите Македонија денес и имате можеби некои коментари, некоја критика за нашата емисија. Доколку е така, тука се социјалните мрежи каде што сме ние секогаш подготвени нормално да дадеме одговор на вашите прашања, да направиме корекции, но да бидеме секогаш со вас во комуникација и по завршувањето на емисијата. На самиот старт од денешното издание на Македонија денес ја гледаме временската прогноза која што треба да ни каже какви ќе бидат температурите во текот на денешниот и наредните денови, за да подготвени ги пречекаме сите оние денови кои што се пред нас и на еден убав начин ги организираме активностите кои што имаме да ги завршиме во текот на овој и следните денови. Македонија денес е тука секогаш да даде поддршката на македонските изведувачи, музички изведувачи, оние кои што се трудат да остават белег на македонската музичка сцена и да ја негуваат музиката која што ние сакаме да ја слушаме и музика која што сакаме да ја поддржуваме во рамки на нашата емисија. Особено ни е драго што редовно имаме нови такви музички изданија на нашата сцена и нешто што можеме да го споделиме заедно со вас. Чест и задоволство е што имаме уште еден навистина убав женски дует со кој што ќе се надевам дека ќе го исполниме летото пред нас и еден летен хит Еуфорија на Александра Јанева и Наташа Малинкова. Тоа е нешто ново, свежо, се уште на македонската музичка сцена, но во еден одличен период промовирано пред почетокот, односно веќе на самиот старт на летната сезона, кога одморите веќе голем дел од вас и ги имаат испланирано, а верувам дека секогаш кога сте на одмор сакате да слушате убава музика. Ете, Александра Јанева и Наташа Малинкова не почастија со една навистина убава музичка numera станува збор за нивната Еуфорија, која што ние премиерно ја гледаме ова утро
наутро на Македонија денес. Нова доза, љубовна хипноза, се што прави познато клише. Иста тема, не сум во дилема. Добро знам ја се, пред да кажам не. Лабаво е, нема правила, но те нуди луда забава. Кога сакам и со срце и со душа цела, тоа ме излутува. Така еуфорија, ноќва лудо возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Предели да знам, не сакам да знам колку само ти помислуваш на мене. Тоа не сум јас, играта ја знам и подобро од тебе. Еднаш не сакаш се, колку време треба да го смени својот свет. Јави се, ако мина тоа е се, и одново да се договориме, одново ќе се договориме. Така еуфорија, ноќва лудо возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Така еуфорија, ноќва лудо возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Така еуфорија, ноќва лудо возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Тоа беше новиот летен хит на Наташа Малинкова и Александра Јанева. Верувам дека ви се допадна, секако ќе биде избор и на Македонија денес во овие убави летни денови, да ве фати и вас оваа летна еуфорија и да уживате во убавото време и секако слободните одмори кои што ќе ги имате во текот на ова лето, да ги искористите за да се наполните со позитивна енергија, сепак да треба на нашиот организам малку повеќе сила, малку повеќе одмор, за да ете во текот на целата година се справиме со сите предизвици и обврски кои што ни ги носи работата, а ете на учениците и студирањето и изучувањето на науката и сето она кон кое што се имаат определено. Летото е убав период да бидеме секогаш и физички активни и добро расположени, но ние за физичката активност велиме дека треба да биде тука во текот на целата година. Тоа го потврдуваат и нашите пријатели од FitKit, кои што редовно не потсетуваат колку треба да бидеме физички активни, зашто тоа всушност е добро за нашето тело и за нашето здравје, а имаат еден навистина убав начин да ни пренесат вежби кои што можеме да ги правиме и во домашни услови, но секогаш е подобро во друштво, затоа што на тој начин имаме и дополнителен мотив за позитивна енергија и позитивна вибрација. Во друштво секогаш е се подобро, па така и вежбањето. Доколку вие сакате да се приклучите на нашите пријатели на FitKit, може слободно да ги најдете на социјалните мрежи, а користете го и хаштагот вежбам, како што впрочем и нашата рубрика, за да ги споделите и вашите вежби и вашиот начин на физичка активност. Во продолжение да видиме што ти е подготвија за денешното издание на Македонија денес и рубриката хаштаг вежба.
Здраво, јас сум Ненад, се наоѓаме на FitKit локација CrossFit Скопје. Денес ќе ви покажам две вежби споени во една. Се надевам дека ќе ви се допаднат и се ве чекам да дојдете во сала за да познаеме нешто повеќе за кросфитот. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. With the shape of you. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you, walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you my love so wild? Please give me a sign. My love so wild, please give me, baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. Please give me a sign. Fading in the dark, all the lights go down. I'm feeling high and drunk. Close my eyes and I can't stop thinking of you, walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? Тоа беа нашите пријатели Fit Kit и рубриката Хаштаг вежбам, која што секако има за цел да ве поттикне да бидете физички активни, затоа што само на тој начин можеме да имаме добро и квалитетно здравје и секогаш да бидеме позитивно расположени. Немојте да наоѓате изговори дека немате време да бидете физички активни, барем 3 пати во неделата може да се најде по половина час на некој начин да направите нешто добро за сопственото тело. Првата тема која што ќе разговараме и која што верувам дека ќе го привлече и задржи вашето внимание од особено значење за сите оние кои што сакаат токму и нивните деца да имаат квалитетно здравје, да бидат здрави и да израснат во личности кои што ќе имаат убав изглед физички, но сепак нема да имаат она што е најважно и здравствени проблеми. Здравите навики се стекнуваат уште од најмала возраст, уште децата кога се мали треба да се навикнат на здрава исхрана, физичка активност и сето она што допринесува нивното здравје да биде квалитетно и родителите секако да бидат безгрижни кога станува збор за тоа дека нивните деца ја примиле соодветната исхрана и имаат соодветен начин како да бидат физички активни. Но во Македонија дури 31% од машките деца и 29% од девојчињата имаат телесна тежина која што е поголема од предвидената во нивната возраст. Ова е навистина голема бројка која што е загрижувачка и кон која што треба со внимание да пристапиме во односот на тоа како се хранат децата, кои се навиките кои што ги стекнуваат од најмала возраст, каде се грешките, кои се проблемите кои што преголемата телесна тежина може да ги направи да се појават кај децата. Ќе разговараме во текот на денешното издание на Македонија денес во овој прв дел, каде што ќе се потрудиме да ги добиеме одговорите и соодветните начини на кои што треба децата да се научат да се хранат уште од најмала возраст, а за тоа ќе ни помогне нашата драга пријателка која што секогаш ги има најдобрите совети кога станува збор за исхраната и правилниот начин на внесување на сите намирници во нашиот организам. Сите ние сме различни битија, сите ние имаме различни карактеристики, сите ние треба да имаме соодветен и различен начин на исхрана од оној на останатите. Не секоја храна која што ја примаме ние одговара на пријателите околу нас и на нашите деца. Секогаш треба да знаеме кој е вистинскиот начин да се храниме здраво. А за тоа, еве ова утро, нашата драга пријателка, научен соработник, доктор Драгица Зенделовска. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Сања, благодарам за поканата. Оваа тема ми се чини не сме разговарале досега кај нас во емисија, е еден навистина значаен проблем кој што секојдневно го соочуваме и во училиштата и низ улиците и низ парковите кога ќе забележиме колку впрочем ние деца овде кај нас имаме кои што се со
поголема телесна тежина од дозволената во нивната возраст. Зошто е овој проблем и дали од секогаш на оваа територија сме имале вака проблеми со телесната тежина кај децата? Па би рекла дека во овој сегмент буквално ги пратиме светските трендови или европските трендови. За жал, бројките се многу поголеми. Статистиките покажуваат дека веќе од 70-тите години па до ден денешен, можеби тие бројки се неколку кратно пати повеќе сколемени, што ukажува на тоа дека навистина и ние го пратиме тој за жал негативен тренд. Европската асоциација за која што ја проучува практично дебелината во 2015 година излегоа со некои нивни ставови во кои што тврдат или бараат во суштина дебелината кај децата веќе да се третира како хронична болест. И тоа е така поради тоа што на некаков начин ќе се зголеми не само индивидуалниот, туку практично и општествениот, социјалниот аларм, се со цел практично да се зголеми грижата за децата кои што се борат со прекумерна тежина или со дебелина. Значи, во рамките на Европа, бројките се навистина слични, значи се движат некаде околу 19% до 43% за машките деца, за женските деца се некаде од 18 до 42%, кој што практично во бројка би изнесувало од 12 до 16 милиони деца, што е навистина фрапантно. Во глобални мерки исто така бројките се многу слични. Последните истражувања покажуваат дека деца што се под 5 годишна возраст на глобално ниво, кои што се борат со дебелината, практично изнесува некаде околу 41 милион, од кои што 31 милион се деца кои што живеат во земји во развој. Така да и тоа веќе не кажува и колку социјоекономските, да речеме, услови или фактори исто така влијаат за развој на ова, ајде јас би условно кажала, навистина хронична болест. Што представува всушност преголема телесна тежина? Кога зборуваме дека едно дете има телесна тежина која што е поголема од дозволена? Во суштина, постојат правила како се утврдува дали вашето дете има нормална тежина, дали е неухрането, дали има прекумерна тежина или дали има дебелина. Се мери body mass индексот, значи тежината во килограм изразена која што се поделува со квадратот од висината изразена во метри. Постојат графици кои што во зависност од вашите години, од годините на детето, практично се утврдува дали детето има дебелина или не. Меѓутоа, во суштина тоа и физички се гледа. Мораме да напоменеме дека физиологијата кај дебелите деца воопшто не е иста кај децата кои што имаат нормална тежина. Пред сека нив се пореметени метаболизмот на глукозата и метаболизмот на липидите. Имаме и дисфункција на ендокринолошкиот систем, бидејќи во суштина адипозното ткиво веќе синтетизира повеќе хормони како што се естрогенот и лептинот, и на таков начин веќе доаѓа до вишок на хормони во телото. Значи, она што е важно за дебелината кај децата е да се разгледаат кои се во суштина причините зошто доаѓа до дебелина. Меѓутоа, тоа е мултифакторијална анализа. Значи, треба да се разгледа од повеќе аспекти практично што е тоа што може да донесе до дебелина кај децата. Значи, прво и основно е генетиката. Второ се секако начините на исхрана, децата многу лошо се хранат, и намалената физичка активност или пак комбинација практично од овие три фактори. Не многу, ретки се во суштина ситуациите каде што веќе имаме некакви медицински состојби, како што е да речеме хормоналните проблеми, кои што исто така може да доведат до зголемување на телесната тежина. Во суштина, ризик фактор може да биде и бременост. Ако во текот на бременоста мајката развие гестацијски диабет, хипертензија или некои други проблеми, тогаш навистина може кај детето да се развие, значи имаме веќе ризик за зголемување на тежината после породувањето. Освен тоа, имаме и други ризик фактори. Истражувањата се повеќе се сега насочени во однос на тоа, да речеме, примањето на терапија, примањето на психотропни супстанции или на глукокортикоидите исто така може да ја зголеми телесната тежина кај децата. Меѓутоа, има истражувања кои што покажуваат дека ако прекумерно се користат антибиотици до 2 години детска возраст, тогаш во таков случај исто така се зголемува ризикот од појава на дебелина кај децата. Имаме и други ризик фактори на кои што навистина треба да се стави акцент и треба многу да се внимава заради последиците кои што доаѓаат од развојот на дебелината кај децата. Значи,
све повеќе сме сведоци на злоупотребата, јас би рекла, на различни хемикалии кои што се користат во не само во производството на храната, него и во третманот на храната, па дури некои од нив можеме да ги најдеме и во крајните продукти кои што ги користиме. Меѓутоа, навистина треба да ставиме акцент на употребата на органохлорните соединенија како пестициди, различни други перзистентни органски соединенија како што се диоксините и така натаму. Поради тоа што напоменавме дека физиологијата воопшто не е иста кај децата кои што се дебели и кај нормалните деца во однос на масното ткиво. Масното ткиво може да служи како магацин или како депо каде што практично се складираат липофилните соединенија како што се овие кои што претходно ги напоменав. Така да кај дебелите деца имаме плюс ризик во суштина од интоксикација која што доаѓа практично од супстанциите со кои што се третира храната. Рековте на самиот почеток дека едни од факторите поради кои се појавува дебелината и преголемата телесна тежина кај децата се генетските фактори, начинот на исхрана кој што не е соодветен и недоволната физичка активност. Се чини ова се работи кои што може да се променат, да, но може и да се делува. Тука се генетските фактори, тука исхраната по генотип која што може да ги промени работите и нештата во односот на тоа како детето правилно ќе се развива во текот на неговиот живот. Колку луѓето се свесни дека кај нас и превземаат чекори за да направат вакви промени? Па, во суштина, мислам дека треба да се прават национални стратегии. Значи, треба да се направи еден добар скрининг, бидејќи воопшто не е исто дали ќе скенирате деца до 2 години, ќе скенирате деца до 5 години или деца над 5 години. Дебелината многу често се јавува малце покасно. Значи, би требало да се скенираат децата, условно кажано, после 5-та година. Начинот на исхрана е дефинитивно различен. Не можеме да кажеме дека кај децата кои што се до 2 години, во суштина тие би требало и да јадат помасна храна. Меѓутоа, после 2-та година, веќе навистина треба да се внимава на калориите. Ако ги погледнете националните упатства на различни земји, ќе видите дека дури и калориите кои што треба да се внесат во текот на денот се различни. За деца од 2 до 3 години се да речеме 1000 калории. Понатаму, како растат од 4 до 8 години, од 9 до 13, од 14 до 18, дневниот внес е нормално, нели различен и се зголемува, меѓутоа треба да се земе предвид и физичката активност. Значи, направено истражување во кое што се тврди дека во последниве години скоро секое дете во текот на денот 4 сати седи пред некој електронски уред, пред телевизор, пред мобилен телефон и така натаму. Значи, не станува збор само за националните програми каде што децата би требало да се третираат, да речеме, во училиштата, во градинките и така натаму, меѓутоа и родителите дома. Значи, во суштина навиките доаѓаат од дома. Најчесто постои тезата дека пушти го дете, треба да јаде, или колку е подебело детето, толку е поздраво. Меѓутоа, навистина сакам да дадам еден апел до сите тие што размислуваат така, дека навистина не е така и дека воопшто не носи добро тоа за детето, туку навистина треба да се внимава тоа како се храни. Значи, на сите нас, не само на децата, ни се неопходни и витамини и минерали, неопходни ни се и протеини, јаглехидрати и масти, меѓутоа како тоа ќе биде распоредено во текот на денот, во колкави порции треба да се дават, навистина треба да се индивидуализира. И во суштина, може би можеле да придонесеме во смисла да се направи некаков потик на сите оние луѓе кои што се бават со индустрија на храна, каде што во суштина би требало да се избегнуваат одредени супстанции да се ставаат во самата храна, кои што во суштина, ете така да речеме, представуваат еден од ризик факторите за зголемување на дебелината кај децата. Значи, се повеќе сме свесни колку е лош изборот на храна кој што ќе можете да го купите, да речеме, во големите супермаркети или кога купувате индустријска храна. Секогаш велиме, читајте ги упатствата, што се содржат во него и така натаму. Навистина треба да се внимава на внесот на шекерите. Протеините им се неопходни на децата затоа што ни се потребни за правилен раст и развој. Потребни ни се и масти во одредена количина, меѓутоа треба да се внимава навистина на шекерите и тоа на тие додадените. Значи, треба да се лимитираат пијалоците. Секогаш е подобро да изедете една овошка во текот на денот, отколку да испиете сок
од таа овошка, затоа што и самите овошја се јаглехидрати содржат доста, така да во суштина на вистина треба да се внимава на тој концепт. Се чини децата секогаш ги сакаат тие продукти кои што на вистина се индустријски, кои што штетат на нивното здравје. Родителите се тие кои што треба да ги насочат на правиот пат за да потоа ги избегнат проблемите, а веројатно дека прекомерната телесна тежина допринесува понатаму проблеми со кои што дополнително ќе се соочуваат во растот и развојот на децата. Нормално претпоставувам, значи некаде се греши. Рековме дека постојат повеќе фактори кои што придонесуваат за дебелината. Еден од тие е токму физичката активност. Значи родителите треба се повеќе време да поминуваат со своите деца некаде надвор, за да може практично да се провоцира таа физичка активност или во крајна линија, значи да се носат на тренинг и така натаму, за да практично имаме барем по 1 час минимум во текот на денот некаква физичка активност, бидејќи внесот на калориите де факто е зависен од тоа колку сте вие физички активни во текот на денот, значи колку трошите. Меѓутоа, исхраната е можеби еден од сите овие главни фактори кои што ги споруваме за да се предизвика таа дебелина. За жал кај нас доаѓаат се повеќе деца кои што се на возраст некаде од, би рекла, од 8 години некаде до 11-12, каде што во суштина на вистина може да се забележи тој тренд на зголемена телесна тежина. И на вистина ќе видите кога ќе го промените нивниот ритам на исхрана, кога ќе isfрлите некои од намирниците кои што на вистина не треба да ги конзумираат, тие ја враќаат својата форма многу нормално, без да се оштети имунолошкиот систем или пак воопшто не се применуваат некакви рестриктивни диети. Тие мора да јадат, мора да имаат ужина и така натаму. Меѓутоа мора да се внимава и на вистина на големината на порциите. Јас секогаш им велам на родителите, немојте да го форсирате детето да јаде голема порција од ручек или од вечера и така натаму. Значи, многу е битно да се внимава на помала количина на храна и да се внимава на намирници кои што имаат висока енергетска густина. Значи, никогаш не се даваат во голема количина намирници кои што навистина имаат висок износ на калории. Тоа не значи дека сега вие во текот на денот треба седнете да се претворите буквално во дигитрон за да пресметувате колку калории изело вашето дете. Меѓутоа, навистина треба да се направи еден редослед каде што ќе имате и доручек, и ручек, и вечера, некоја ужина измеѓу, меѓутоа да се внимава што. Нашите деца, за жал, јадат се повеќе смоки, јадат се повеќе чипсови, грицкалки секакви, кои што можете секаде да ги купите, каде што има еден куп заситени масти внатре во нив, различни палмини масти и не знам што се уште не, каде што калориите изгледаат, односно се повеќе отколку еден нормален оброк. За жал, децата не јадат салати, не се форсираат со јадење на свежа храна, меѓутоа навиките, пак ќе кажам, доаѓаат од дома и навистина треба да најдеме начин како да ги како да ги провоцираме да почнат да јадат се почесто салати и свежа храна. Значи, понекогаш самиот начин и чин на јадење, на ручек и на вечера треба и да се претвори во игра. Можеби треба да губиме малце повеќе време со нашите деца, па од самите броколи или од моркови или од не знам што да направиме една игра, каде што во суштина би сецкале или би учествувале во процесот на готвење, за да можат практично да се навикнат не само на изгледот, туку и на вкусот и на мирисот, па и да пробаат. И нека не ги форсираат, ако во суштина нивната храна е малце појака и не можат да јадат, тогаш нека пробаат малце, нека ја стават, нека се издинста или нека се стави на парија, се со цел да можете да ги пробувате различните вкусови и децата да се навикнат на тие вкусови. Да, навигите се зајакнуваат од најмала возраст, тогаш е моментот кога може да ги насочат децата на правилен или на погрешен пат во однос на исхраната. Верувам дека и гледачите кои што не следат ова утро имаат прашања во однос на оваа тема, затоа тука ги отвараме телефонските линии. Доколку секако сакате да го искористите присуството на научниот соработник доктор Драгица Зенделовска, со која што секогаш ги добиваме најдобрите совети во однос на исхраната, може да се вклучите во рамки на разговорот, телефонските линии од овој момент отворени. Јас ќе ги замолам колегите од режија да ги испишат на кајрон, за да можеме да допринесеме малку повеќе во однос на развојот и на свеста кај родителите, бабите и дедовците за правилниот начин на исхрана. Тука се секако бабите и дедовците кои што можеби малку повеќе сакаат да попуштаат и да угодуваат на внуците, а всушност прават контра услуга.
Навистина е така, во суштина се почесто гледам дека на децата им се даваат бели лебови. Значи еве да почнеме од сите намирници кои што треба да им се даваат на децата во текот на денот. Како што кажавме, протеини. Да, нека се користат почесто, да речеме, рибата, нека биде застапена 3 пати барем во текот на неделата. Па нека се користат сите тие што имаат во суштина опција да готват или да конзумираат морска храна и така која е препорачлива поради присуството на незаситените масни киселини. Понекогаш може да се дава и месо. Меѓутоа да се внимава нели каков тип на месо од каде, да се внимава на квалитетот на намирниците. Многу често ги спомнуваме органската храна, нетретираната храна и така натаму, се со цел да се избегне присуството на различни типови на хормони, на хемикалии кои што можат да се најдат во храната. Протеините можат да се добијат и од различни мешунки како што се и гравот, и грашокот и така натаму, кои што исто така треба да бидат застапени во текот на неделата. Кога сме кај мастите, треба многу да се внимава и со нив и покрај тоа што постојат еден голем број истражувања кои што веќе укажуваат дека во суштина заситените масти, самите масти не се тие кои што се главните виновници за развој на кардиоваскуларните заболувања, туку се шекерите. И навистина е така, меѓутоа воопшто не е сеедно дали вие ќе користите ладно цедени масла или ќе користите рафинирани масла. Така да кога се припремаат или приготвуваат салатите, топло би им препорачала да се користат ладно цедени масла од тиква, од суса, маслиновото масло и така натаму. Почесто нека им даваат на децата да јадат јаткасти плодови од типот на ореви, на бадеми, барем една ужина во текот на денот и секако нека се користат маслинките во текот на исхраната. Млечните производи треба да бидат застапени, но не толку многу често. Да, ќе продолжиме кај млечните производи, ако дозволите секако да ги вклучиме гледачите кои што веќе не чекаат подолго на линија. Добро утро, велиме за првиот. Добро утро, кој ни се јавува? Дали се слушаме? Ало, добро утро. Добро утро, повелете, во програма сте. Ваша редовна гледачка. Јас би сакала многу убаво дискутира вашата гостинка и би ја поздравила. Само би рекла зашто се произведува оно што е штетно. Зашто не се поведе сметка да не се ставаат тие конзерванси, тие глупости? Зашто не се направи, децата се знае, сакаат смоки, сучнови, сокови, купечки. Што мене ми се десило, имаше реклама за некој сок. Внукот не беше на гост, пошто не живее тука. И ми вика, баба, ја очу овој сок. И ја викам, слушај, имаш доле во остава токови природни колку сакаш. Избери кој сакаш и викам, па јас ќе ти типам во плачата. А он мене си ми одговори, баба, не, јас му викам, па тоа е хемија, ова е природна. А он мене што ќе ми одговори, баба, ја више волим хемија него природно. Што ќе му дадам јас одговор на тоа дете? Ајде. Кога и оно знае дека тоа е хемија. Ги кривиме бабите и дедовците. Не се криви бабите и дедовците, него зашто производителите не се води што све ставаат. Ви благодариме. Какво ово ше јадеме, прскано, препрскано, непрскано, така да тука е кривицата. И само би сакала да прачам вашата гостинка, јас сум во години, али многу во последно време јадам маслини. Дали тоа нешто штети на мојот организам и денаса да се јадам? Ви благодариме многу за јавувањето, секако дека ќе добиете одговор. Еве, едно јавување и видување од страна на баба. Не ги кривиме бабите и дедовците, него тие се неопходни во процесот на живење и на развој на едно дете и така натаму. Меѓутоа, често начинот на кој што тие сакат да погодат на своето внуче, тоа е идејата во нашиот разговор. И јас се сложувам. Значи, главно во исхраната е квалитетот на намирниците и постојано го зборуваме тоа. Меѓутоа, знаете што, постојат различни хемикалии, постојат различни индустрии, сите бараат место на пазарот. Меѓутоа, ако вие немате конзументи за одреден производ, тогаш навистина тој не може да се продава или ќе се повлече од пазарот. За жал, многу
биохемија постои не само во соковите, него и во грицките, и во храната и така натаму. Меѓутоа ние сме тие кои што навистина на крај одлучуваме дали ќе купиме некаков производ или не. Се сложувам дека можеби на ниво на држава, можеби на ниво на државни органи треба да се зголеме малце контролата во смисла на тоа што се става во тој производствен процес, значи да се направат различни правилници што може да се користи, што не. Од друга страна може да се размислува како во некои држави каде што во суштина данокот е покачен за одредени производи кои што во суштина не се здрави или докажано е дека не се здрави или продуцираат дебелина. Достапноста потешка, па во суштина цената повисока и така натаму. Значи постојат претпоставувам милион механизми за кои што може да се размислува, бидејќи еве да речеме како тоа го прават јапонците. Значи поради тоа што заклучиле дека во последно време, мислам дека многу одамна зборувавме на таа тема кај вас во емисија, дека јапонскиот мозок некако почнува да се стишува. Во суштина па тие нашле начин како омега-3 масните, незаситените масни киселини да ги внесуваат во исхраната. Па дури ги ставили и во млекото за бебиња и во различни производи кои што се продаваат во самите продавници, се со цел повеќе да се продуцира практично внесувањето на незаситените масни киселини како резултат на тоа што во последно време, да речеме, јапонците ги смениле малце своите здравствени навики. Така да во суштина постојат начини како и ние да го смениме тоа, затоа што ако гледаме како ние сме растени и како сега нашите деца растат, навистина постојат големи разлики. Значи ние пиевме сокови кои што беа природни и дома се правеа, сега се пијат сокови кои што ги купуваме во продавници, каде што во суштина никој не гледа на етикетата колку има додадени шеќери внатре. Значи не зборуваме само за белиот шеќер, сега зборуваме и за кафеавиот шеќер, зборуваме и за различни типови на додатоци кои што се користат како засладувачи и така натаму. Тоа е тоа што навистина треба да се намали во исхраната кај децата. И не треба да се форсираат децата да јадат по 1 килограм, по 2 килограми овошје во текот на денот. Една или две овошки во текот на денот е сосема доволно. Меѓутоа, имате да речеме различни сладоледи, имате различни грицки, имате некакви гумени бомбони, имате лижачиња, имате секакви типови на сладки работи кои што можат да се користат како десерт или различни видови на индустријски тортички кои што во суштина не носат ништо, никаков бенефит. Така да не можеби, него тука треба да ги смениме навиките и практично да почнуваме да даваме некои здрави ужини и да ги смениме начинот на готвење. Се помалце луѓе, родители заради својот начин на живот, ради динамиката на работа и така натаму, за жал помалце се готви дома или тоа се прави за време на викенди. Така да во суштина се јаде или многу повеќе бели лебови, или се јаде повеќе сува храна, или се јаде фаст фуд и така натаму. Вие ако имате време и пицата можете да ја направите да биде здрав оброк за вашето дете. Меѓутоа навистина треба да се направи тоа, да. Така да има време за се, постои начин како да се контролира. Навистина постојат на пазарот многу прскани работи, се уште многу се прскаат временските услови. Во суштина понекогаш и за да не се изгуби тој род, предизвикуваат да се повеќе користат пестициди, хемикали различни и така натаму. Меѓутоа не постои начин како да се заштитиме од тоа, тука државата веќе треба да превземе некакви на повисоко ниво. Да. Гледачката имаш уште едно прашање, колку маслинките кои што таа во овој период од животот во подоцнежните години ги јаде, може да наштетат или се добри за нејзиното здравје? Маслинките се одлични за нашето здравје, меѓутоа треба да се внимава со сол. Значи, обично може да бидат многу солени, така да внесувајќи маслинки можете да внесете доста натриум. Лошото во целата приказна е истото и кај децата што се внесува преголема количина на натриум. Мора не само преку солта, туку едноставно и преку различните адитиви кои што се додаваат во самите производи. Така да во суштина внимавајте навистина на солта. Калиумот е тој кој што не го внесуваме во текот на нашиот живот, а на сметка на тоа ние внесуваме многу повеќе натриум. Така да тука треба да направиме една промена, да. Застанавме кај млечните продукти и внесот секако во исхраната на децата. Млечните продукти исто така треба да бидат застапени. Меѓутоа не треба да се форсира тие да бидат толку многу често застапени. Значи може да се внесува и сирење, може да се внесува. Почесто треба да се инсистира на внесување на јогурти, на кисело млеко, на ферментирани млечни производи, но не мора да бидат секојдневно застапени. Особено треба да се внимава да речеме со полномасните, да не бидат буквално секој ден. Исто така треба да се внимава на квалитетот
на тие млечни производи, затоа што пак ќе кажам во текот на производството се користат различни хемикалии кои што се додаваат. Колку поприродно би било сето тоа, толку би било во суштина поздраво. Свесни сме дека во последно време јогуртите се страшно многу густи, дека може би да стојат и по месец дена и да не се расипуваат и така натаму. Меѓутоа се уште постои начин дома да се направите сами кисело млеко, да дотурите вода, да разматите и веќе стара позната матеница да се направи. Така да пак ќе кажам, ние сепак имаме некаков избор и се уште можеме да се бориме со хемијата која што толку многу е внесена во нашиот живот. И да не дозволиме секако ваква бројка и вакви податоци на прекомерна телесна тежина. Навистина таа бројка за жал постои тренд да расне. Меѓутоа последиците кои што ќе ги доправа гледаме се навистина страшни, затоа што во суштина веќе е поголем ризикот од хипертензија, поголем е ризикот од да речеме кардиоваскуларни заболувања заради пореметеноста на метаболизмот на липидите. Исто така можеме да ја пореметиме инсулинската резистенција, зголемен е ризикот од појава на дијабет тип 2. Имаме проблем кај овие деца со дишењето. Може да се појави астма, може да се појави снип апнеа и така натаму. Меѓутоа мора да се внимава, како да кажам, и на сонот кај овие деца, затоа што и сонот може да предизвика навистина, може да биде ризик фактор за појава на дебелината. Меѓутоа, што понатаму, ако таа дебелина се појави, да речеме, како последица, многу често анксиозност, депресија, социјално неприфаќање, тие деца стануваат асоцијални и така натаму, значи, веќе одедно почнува да се калеми и друго, и трето, и така натаму, и доаѓаме до ситуација каде што имате еден адолесцент кој што во суштина има повеќе здравствени проблеми. Така да ризиците можат да бидат се поголеми и поголеми. Веќе дури е покажано дека во суштина поголема е веројатноста ако вие сте дебело дете, во суштина да останете и во возрастни веќе да бидете дебели. Меѓутоа ризиците си ги носите за здравието, така да тие можат да се појават уште многу порано. Така да во суштина треба на вистина навиките да се менуваат уште кога сме деца, ако сакаме да имаме подобро здравје понатаму. Да. Тука ќе го вклучиме и нашиот следен гледач кој што веќе не чека на линија. Добро утро, за кого? Добро утро. Повелете во програмата. Би сакала да поставам прашање, можеби не е во контекст, меѓутоа дали се препорачува некоја посебна исхрана за болни од мултиплекс склероза и дали би препорачала докторката уште некои вежби или било какви третмани што би користеле за помош во движењето во начинот на обстанување. Ви благодарам многу за јавувањето. Накратко секако ќе дадеме одговора, за повеќе ќе може да се јавите по завршување на емисијата, да го добиете контакт бројот од доктор Драгица Занделовска, за ете малку повеќе совети во однос на исхраната кај мултиплекс склероза. Да, мултиплекс склероза е едно автоимуно заболување кое што за жал е многу неблагодарно, меѓутоа навистина посебен на начинот на исхрана кај мултиплекс склерозата. Постојат различни протоколи, еден од протоколите е на доктор Комбре, кој што во суштина се состои во зголемен внес на незаситени масни киселини, малце повеќе протеини и така натаму. Меѓутоа, тој начин на исхрана треба навистина да биде контролирано од лице кое што работи или како нутриционист или кој што е запознаено со вакви типови на заболувања, бидејќи може да се поремети метаболизмот на калциум, па тука треба да се исфрлат намирници кои што содржат калциум, како што се млечните производи и така натаму. Значи, малце е поинаква темата, само ќе одговорам дека да, постојат посебни протоколи за МС и секако е препорачливо, значи, вежбање со цел да се мускулно-скелетниот систем. Да, за многу повеќе сите оние кои што сакаат дополнителни информации и разговор со доктор Драгица Занделовска по завршување на емисијата може да го добиете контакт бројот и секако верувам дека и родителите кои што ја следат оваа емисија, бабите и дедовците ќе превземат чекори во однос на промената на исхраната кај нивните деца. Веројатно тој за самите деца представува шок, доколку до вчера им се дозволувало да јадат чоколади, да јадат продукти кои што ете се лесно достапни во маркетите, а од еднашка им го прекинуваме сето тоа. Знаете што саѓа, нашите деца се огледало на родителите. Во суштина, не можете вие на вашето дете да му забраните да пие некој газиран напиток, во кој што во суштина во една лименка може да има дури 35 грама на шеќер, а вие во исто време да го конзумирате тој напиток. Значи, како на тоа дете ќе му објасните дека тоа не е добро и не е здраво,
а вие го конзумирате. Во суштина и со право ќе ви рече зошто ти го пиеш. Така да, ако ги менуваме здравствените навиките за исхрана кај децата, тогаш треба да ги смениме и нашите навики. Значи, во суштина, ако не купувате дома или некои одредени намирници ги немате во фрижидер или не ги конзумирате, во таков случај нема детето како да има контакт со нив. Меѓутоа, сето тоа треба да се започне од мали нозе. Многу е битно, например, после ексклузивното доање на децата, како ќе започнете со каков ритам да ги храните, да ги навикнете на сите вкусови, од брокула и од различни типови на зеленчуци, на овошје и така натаму. Сите некако побрзо се фаќаме за она поконцентрираната, погустата храна која што во суштина не е правилен начин на исхрана. Рибиното масло го заборавивме ние кога бевме деца, нашите родители купуваа шишиња кои што беа од 1 литар со рибино масло. Мириса, не мириса, во секој случај го пиевме секој ден. Така да јас сега многу поретко среќавам деца кои што навистина конзумираат рибино масло, освен тоа што го прават со D3 капките вегантолот во првата, во втората година и така натаму. Значи, во суштина навистина ние треба да се промениме, да им посветиме малце повеќе време и да го смениме начинот на исхрана, секако со зголемена физичка активност. Тоа се главните фактори. А после понатаму треба да се размислува за сите останати. Да, доктор Драгица, јас ви благодарам што секогаш на еден навистина убав начин допринесувате да размислиме малку повеќе околу тоа како се храниме, какви навики имаме и дека секогаш постои начин и секогаш е добро време да се сменат лошите навики, да се започне со еден здрав начин на живење. Родителите секако, како што кажавте и самата, се слика и децата се слика на нивните родители. Генотипот кој што со вас го зборуваме и често го посочуваме како правилен начин на исхрана може да биде добар и за децата. Кога најрано, еве за крај, имаме само уште 1 минута простор, е возможно да се направи генотип кај деца? Уште од првата година, значи ние имаме веќе деца на кои што уште од мали нозе е направен тој генотип, берем знаеме што смеат да јадат, што не смеат да јадат, се прави тој дневен ритам на исхрана. Им помагаме на мајките како да ја воведат исхраната, како да ги научат практично децата на сите вкусови кои што треба да се внесуваат и навистина тие деца покасно во 3-та, во 4-та, во 5-та година и така натаму воопшто немаат проблем со салатите. Немаме проблем од типот моето дете не јаде салата или моето дете јаде само фаст фуд или месо или не знам што. Децата навистина треба да се работи со нив. Ова е апел и до нашите министерства и надлежни органи кои што навистина навиките треба да се променат и во училиштето. Меѓутоа училиштето не е главниот виновник кој што во суштина за дебелината на вашето дете. Навиките доаѓаат од дома. Да, ви благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех во работата и секако се гледаме во некоја следна прилика со друга тема со која што секако ќе ги израдуваме гледачите со вашето присуство во нашата студија. Благодарам уште еднаш на поканата. Сања ми беше задоволство. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го следевте првиот дел од разговорот во рамки секако на емисијата Македонија денес. Верувам дека допревме до вас и дека можеби ќе размислите кој е вашиот начин да ги промените навиките во исхраната, секако преку тоа да ги променат навиките и вашите најмили, вашите деца, се со цел секако да ја намалиме оваа слика која што не изедначува со европската слика на индексот на деца кои што имаат поголема телесна тежина од дозволената. Ние тука продолжуваме со Македонија денес, секако малку музика, вести во 9 часот, за да веднаш потоа се вратиме во студиото и бидеме повторно заедно со вас. Трне горед од звездите, невидлива сила ме води повторно, се од почеток. Ни прв пат, а ни последен, останувам доследен на себе, макар и погрешил. Јас и ти, планети скриени, заедно сме едно цело, една душа, едно тело. Ти и јас, ме води твојот глас, некаде по други неба. Ти си та
врати и ги плати долговите стари тешки заблуди, разочарувања. Oh yeah, со тебе сум лесен, спремен за некој нови солништа, нови ветувања. Јас и ти, планети скриени, заедно сме едно цело, една душа, едно тело. Ти и јас, ме води твојот глас, некаде по други неба. Ти си та што ми треба. Јас и ти, планети скриени, заедно сме едно цело, една душа, едно тело. Ти и јас, ме води твојот глас, некаде по други неба. Ти си та што ми треба. Новогодишна вечер. Shots fired, Fruitvale. We just trying to get home. What is going on? Со секој чекор поблиску до работ. Stop. Fruitvale Station. Базирано на вистинска приказна. Hey, what's up, girl? It's now or never. I'm trying to get back on my feet. I really need this job. I hired somebody else. Feel different today. What'd you do today? I don't know